Какво е чувството кога мозокот ти работи 100 на сат? Стануваш во 7, одиш на школа, од школа на снимање, а таму продуцентот ти брои секунди. Некогаш од тебе излегува само... Што ми е, пак? Трето место, што ми е? Ајде, добро, не, стој. Окей. Аман, што зборам? Пак, аман. Дали кажам дека ќе ме рогнат у фаца? Пак. Чекај. Пак. По 14-ти пат. Иницијативата, не институцијата. Но, како и да е, јас уживав во секој разговор со секој гостин при снимањето на секоја секунда од првата сезона на серијалот Низ град со Кики. Се надевам уживавте и вие. Погледнете како не беше позади камерите. Низ град со Кики, тек 1, Ани, Дими, кантина. Можеме? Добро, чекај. Окей. Па, сега се гледам. Стоп малце. Мама, како можеш да смислиш една добра, квалитетна? Чекајте, сега стоп малце за да прашам. Извината? Научно докажано дека физичката активност го подобрува интелектуалниот развој кај детската, добро. Од почеток, извината. Деска се напивал дека Дими збореше, се надевам дека не беше многу... Што ја го слушнав. После средина. Да не ти падне камерата, на тоа мислев, не за друго. Ако ти падне, ти да си жив и здрав. Ајде, можеме. И можеме. Почна да работиш супер млад, дали негогаш се осеќаш дека си преоптоварен? Колку твоите клиенти ги следат трендовите и кој совет би им го дал за да се што ми е пак? Топло е и ти паѓа концентрација што е претопло и мене ми паѓа усред прашање, онака се погубувам од топлина. Супер! Браво! Сега почекајте ма. Гледаш, направив грешка овде со раката влегов. Внатре. На кој да па? Оба. Како се викате? Јас сум Владимир Петковиќ. Кажете ми што сте по професија? Јас сум хипнотизер и кинопрактичар. Хипнотизер. Ве молам, хипнотизирајте ме ако можете тука сега во живо. Шутни овде. Дали кажам дека ќе ме рогнат у фаца? Дали кажам? Земи воздух, така, затвори ги очите. И кога ќе ти кажам спи, хипноза или опуштеност, ќе бидеш опуштен. Сакам уште да се опуштиш како крпа. Добро. Верувам ми, сите ние се плашиме, но нема ништо страшно. Добро. Ќе ти кажам отвори ги очите и кога ќе ги отвориш ќе ти кажам спи или хипноза и апсолутно идеш во опуштеност. Кики, ја имам 100 килограми и моите подлактици ова нема да го издржат. Ако сакате, можете само да го поминете. Како да го поминам? Не бива, не. Така ви ја полесно. Види, ја ќе те најдам тебе кој имаш 52 години. Мисли дека уште жив ќе бидам. Како и леко изгледа на нив. Така, опушти се, отвори очи, спи! Подлабоки, 10 пати подлабоко. Што си поопуштен, тоа идеш подлабоко. Балетот е многу убав спорт. Вие балерините личите... Не е спорт. Спорт е уметност, многу убава уметност, да. Сакам да опуштиш ракава. Така, браво, идеш подлабоко, погледни ме пак. 1, 2, 3, отвори ги очите подлабоко во хипноза. Како се осекаш? Одлично. Одлично, малце фуфка, нели, па беше така е, укочен, малце. Да. Многу убаво. Ајде, може камера 1, 2. Така е! Македонската ракометна репрезентација по 14 пат учествува на вакви големи надпревари. Пак. Чекај. Ања Алтхаус живе и работи Не, уште еднаш, ајде.
Машката македонска ракометна репрезентација по 14 пат учествува на вакви големи надпреварувања. Ова светско првенство Машката македонска ракометна репрезентација е дел од светското пак по 14 пат. Со уникатен стил, не, многу ми ја косава сега од ветерот. Со уникатен стил, моќна енергија, пак има многу дубав ветер. Познавам многу креатори на содржини и повеќето од нив секунда само косава паца ми лета. Со уникатен стил, моќна енергија и автентична лирика, Тони Зен повеќе од 20 години ја дефинира урбаната култура кај нас. Ајде. Слушај, што треба сега да направи? Со цел памет на оваа Сајлав. Трајчо, ако загинам да ме осветеш, запамти го. Македонија е емоција, Македонија е битна. Битка. Македонија е емоција, Македонија е битка, Македонија е страст. Познавам многу креатори на содржини во Македонија и некој од нив пак. Ти сакаш да патуваш, имаш патувана како и секој млад. Доста. Ти имаш патувано како и секој млад и иако имаме многу контент креатори кај нас, јас не познавам друг човек што 11 години се задржал на професијата и стварно ме инспирираш. Добро. Преска иначе кога ми кажа ќе почна да плачам. Може сега малца пауза. Ајде. Ти сакаш да патуваш како и секој млад. Кој е најдалечното место што си го посетила и дали... Да, дали. Сега јас ќе го направам. Да се пушти го тоа напред. Добре. Рака, седиш тука. Добре, идам. Вртиш најбрзо што можеш. А така е полесно, бе, што мене не ми каже така? Ќе останеш на пола. Ви реков? А како не се гледа ништо? Не се гледа ништо дека е позади чашата. Првата жена што има потпишано договор со UFC е Ронда Роузи во 2012 година, а незината прва борба. Готвењето ти е на некој начин хоби. Дали можеш да кажеш може од прашањето да идам? Сакав да те прашам, бидејќи ти си имаш нели, имаш видено како да го добро, не, стој. Океј. Ако не би била актерка или танчарка, што би... Да. Ако не би била актерка или танчарка... Да. Ке ти изедам. Ако не би била... Чекай, само раз се смирам. Да. Здраво, доктор Анџелка. Здраво, Кики. Добро, чекай, малце, оквард беше, не знаев што да направиме. Андреј Костовски и Симон Михајловик на 15 и 16 години за... На 15 и 16 години. Андреј... Ајде, малце. Тинеџерските... Нормално. Тинеџерските години се клучни во... Тинеџерските години... сега ќе кажам пак клучни, ајде. Финално, која ви е некоја препорак? Мамо, сваќаш дека Анџелка ја снимаме и ти и помина? И чорапот не ми го фаќате сив ми е. Како се снаоѓате со дистрибуцијата на магазинот? Изборете и нешто шо. Леле, многу јако си продав вчера. Твојата љубопитност како мала ја има развиена љубовта кон науката. Како и кога? Како се снаоѓате со дистрибуцијата на магазинот? 1, 2, 3, 4, 5. Вчера, да. Моментално си на постдипломски студии на ISU во Страсбург, знам. Секунда. Ајде пак. Океј, ајде. Со трката на Формула 4 во Чешка, Јас и ти учиме заедно веќе 5 години. Аман. Во 2014 година на NASA Space Up на преварот освојуваш прво место.
Не можам да гледам Стела колку е срцка. Не. За овој спорт е потребна многу голема посветеност. Дали некогаш се чувствувал дека треба аман кога свати, што се смееш? Ајде. Чекај. Значи косава ми е цела сум ваква. Здраво. Ајде. Со Перо Георгиевски ка ми каза: не зборувавме само за музиката, туку за животот зад песните. Аман. Дневно околу 1,3 милиарди слики и видеа се прикачани на Инстаграм. Здраво. Ова не е само интервју. Ова е патување на времето со човек, патување низ времето со уметник чии на дневна основа јас ги млатам нозата. Го посветува целиот свој работен век. Што зборам? На своји 18 години, таа е трета во свет. На своји 18 години, таа е трето место. Што ми е? Ајде. Борча Стаменов, ентузијаст, хуманитарец, и го заборев третото. Борча Стаменов е хуманитарец, ентузијаст. Пак, извини. Таа буквално ги македонската спортска гордост. Ајде. Македонската спортска гордост. Уште од мали години ги замени пак, аман, поречкиот октагон. Борча Стаменов е ентузијаст, хуманитарец и основач на иницијативата, не институцијата. Борча Стаменов е хуманитар. Таа е доказ дека границите постојат за да бидат нарушени. Како? Со силна посветеност, упорност. Така. Чеки. Даниела Алексовска, сабота 15 март во 19 часот на МРТ1. Низ град со Кики? Не кажав. Ајде. Дали младите во Македонија може да заработуваат сами? Колку Ајде. Нејзиниот академски пат е невозможен да се раскаже накратко. Потикнува од Кичево, а потоа оди на металуршко-технолошкиот ТМФ, оди на ТМФ УКИМ. ТМФ УКИМ, да, ајде. Нејзините научни трудови се признаени глобално. Бум, така и се мислев. Ми се пие кафе. Мама, сакаш после Дабов да одиме? Да му направи го кејфот. Ако порано не можела да се одлучи помеѓу балетот и глумата, сега се двојаме. Може малце потивко на сет? Please? Па и кажете им да се потивки. Please be quiet. Супер беше. Тука сме готови. Толку врв. Толку! Толку сме? Да. Сабота 19 часот на часот. Ајде. Во овој час. Ајде. Сабота. Ајде. Сабота 19 часот на МРТ1. Низ град со Кики 8 март 19 часот на МРТ1. Е тоа ти.